Моќта и силата не препознаваат пол, а штипјанката Анабела Данилова е историски пример токму за тоа. Во нашата држава има одредени старински мисли и верувања кои ставаат буквален обраш на размислувањата, но дефинитивно не и на можностите. Анабела, на 13 годишна возраст, прв пат нагазна на душекот и само за неколку години успеа да постигне резултат кој нашата држава се до тој момент не го никогаш видел. Огромниот природен и атлетски талент на Данилова ја однесе од душекот во штипскиот боречки клуб Балканец до портите на македонската спортска историја и внатре, низ вратите на светското првенство во борење во 2022 година. Како се роди твојот интерес кон борењето и кога започна твојата историска приказна? Мојата историска приказна започна на 13 години на општинско првенство, организирано од страна на боречкиот клуб Балканец по иницијатива на наставникот по физичко од основното училиште. На турнирот имаа право да чествуваат сите основни училишта. Јас се појавив на општинското првенство и прв пат го осетив душекот. Тоа беше љубов на прв поглед и бев решена дека тоа ќе биде дел од мојот живот. Дали во тој момент имаше и други девојки кои беа членови на боречкиот клуб? Јас и мојата соученичка сме првите девојчиња во боречкиот клуб Балканец и за тоа на еден начин го почнавме женското борење не само во клубот, туку и на локално ниво. Душекот не препознава пол очигледно, но како изгледа еден нормален тренинг и дали тренирате заедно со машките? Тренингот е исти за сите и започнува на исти начин, без разлика на возраст, пол или тежинска категорија. Тренингот започнува со загревање, продолжува со главен дел, каде што ги вежбаме техниките, концентрацијата, акција, реакција и издржливоста и завршива со завршен дел во кој најчесто се истигнуваме, ги лабавиме мускулите и размислуваме за главниот дел од тренингот. Кој ти е тренер и кого го сметаш за најзаслужен за развивањето на твојот талент? За добра индивидуа е потребна добра колектива, а со оглед на тоа дека борењето е индивидуален спорт, потребен е добар тим за еден спортист да успее во својата кариера. За мојот успех не сум заслужна само јас, ниту само тренер. За мојот успех сум заслужна јас како спортист, се заслужни сите членови, сите тренери, целата управа на клубот, но и на целата федерација. Дали беше предизвик борењето заедно со и против машки кои тежат дури и десетици килограми повеќе? Со оглед на тоа дека живееме во општество во кое се уште мажите се плашат од тоа што ако жените можат да бидат предатори, а не само плен. Самиот тренинг со машки и самиот тренинг со потешки, поголеми, беше еден предизвик и една голема лекција дека колку се поголеми толку посилно паѓаат. Како се подготвуваше за светското првенство во борење во 2022? Самиот предизвик, светско првенство, самите припреми за светското првенство бараат целосна посветеност, бараат минимум 2 тренинга дневно, што е огромна жртва и што резервира време само за тренинг и регулирање на килажа. Беше едно тешко, напорно, но исполнувачко искуство, кое ме доведе до мојата цел, светското првенство. Настанот кој обележи мојата кариера и настанот кој на еден начин ме прослави мене во борењето, односно пишувањето на историјата. Како прва жена на светско првенство во борење во Македонија. Какво беше чувството да си низ вратите на огромниот турнир како светско првенство во борење на само 15 години? Беше нешто што не може да се опише со зборови, нешто што некој не може ни да го сонува. Беше привилегија која се добива само со труд. Што беше твоето искуство од турнирот и дали си задоволна со своите резултати? Самото учество на светското првенство беше еден формален неуспех, но голем личен успех за мене, бидејќи таму научив многу за себе како спортист, за спортот и за начинот на кој еден спортист треба да расте и да се развива. Таму сватив дека борењето е нешто што е за мене. Колку медали имаш освоено и кој од нив ти стои над сите? Преку 60 медали, од кои 50 се златни. Како најдраг медал можем да го издвојам првиот медал надвор од нашата држава. Моето прво настапување на меѓународен турнир надвор од Македонија. Тоа беше меѓународен турнир во Косово, каде прв пат се сретнам со странски борачки. И за среќа или несреќа го освоив првото место и бев наградена со пехар за најдобар техничар на турнирот. Иако после тој медал имам безброј други на меѓународни првенства насекаде низ Балканот, па и во Европа. Тој медал ми е најдраг, бидејќи тој беше прв и го разби мразот за мојата кариера и надвор од Македонија. Каде моментално се гледаш во борењето и што ти е во план за иднината?
И покрај сите успеси, и покрај целата моја кариера, јас својата иднина во борењето ја замислувам како судија, па почнав да градам судиска кариера и сега почнав да се појавувам на душикот како судија, отколку како спортист. Според тебе, дали има девојки кои се на твое ниво, па дури и подобри во клубот и државата? Во последните 4 години женското борење е скоро на исто ниво со машкото борење во однос на правилата и на начинот на кој се третираат женските и машките спортисти. Во нашиот клуб сега има 6 девојчиња кои активно настапуваат на меѓународни и државни правенства и се појавуваат на едни од поелитните правенства организирани од Светската федерација. Секој од нив гради кариера во своја категорија, возрастна и тежинска, и секој од нив има светла иднина пред неа. Моментално дали имаш омилен борач кој го сметаш за надежен и најдобар? Мојот омилен спортист е Франк Чемизо, кој се бори под италијанското знаме, кој е огромен техничар, флексибилен спортист. Преку него се препознавам самата себе и начинот на кој се одвива неговата борба е начинот на кој се најчесто одвива и мојата борба. Што би ги советувала и девојките и машките кои имаат желба да бидат борачи и како би ги охрабрила да се осмелат во оваа дисциплина? Мојата порака до сите девојки, па и машки, ако имаат желба да се занимаваат со борачка вештина, да го одберат борењето како спорт, бидејќи нема удар, нема ризик кој може еден ден да влијае негативно на здравјето. Го учи човекот на начин на живот, а не само на спорт, бидејќи е премногу сличен со реалниот живот со кој се среќаваме секој ден и проблемите кои се среќаваат во борење се среќаваат во секојдневниот живот. Во борењето ние како клуб се градиме како луѓе, се поддржуваме и се почитуваме меѓусебно, не само во спортот, не само на тренинг, туку и надвор од салата. Во атлетскиот свет на боречките вештини, каде што моќта силно говори, големината е важна, а половите стереотипи се уште присутни. Примерите како Анабела Данилова мотивираат идни генерации да ги срушат сите предрасуди и замислени граници. Примерот на Данилова е прв, редок и значаен, затоа што историскиот успех не е само на Анабела лично, туку е и гордост на сите нас од целата наша држава.